рекламите се враќаме во студиото на Ирис телевизија. Проблеми со замрзнати водомери има и во Пробишти. Над 100 домаќинства пријавиле штети, а екипите на јавното комунално предпријатие Никола Карев им излегуваат во пресрет на граѓаните. Поради поларните температури настанаа проблеми со водоводната инсталација во речисите општини од регионот. Во Пробишти јавното комунално предпријатие Никола Карев работи на поправка на водомери кои настрадаа од замрзнување. Над 100 домаќинства пријавиле штети. Настана голем број штети, пред се од ниските температури дојде до мрзнење, пак речам, посебно кај индивидуалните куќи, а се случуваше и кај одредени објекти за колективно домување, односно кај зградите, да дојде до мрзнење, до пукање на инсталации, а исто така и голем број водомери. Од причина што имаше многу ниски температури, дојде до механичко оштетување, односно пукање, така што кај нас имаме пријавено преку 100 случаи со такви ситуации. Ние во пресрет на ладниот бран апелиравме до граѓаните и преку локалните медиуми и преку социјалните мрежи да сторат се што можат во правец на максимална заштита на сопствените водомери од пукање, преку изолирање и заштитување на шахтите, на водомерните шахти. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова беа стварно исклучително ниски температури, премногу ниски, ладен бран кој потреба повеќе од една недела, така што штетите се значителни. Меѓутоа, пак ќе повторам, нашите екипи се постојано на терен, не можеме во еден ден да ги санираме сите штети, граѓаните имаат разбирање, но се надевам дека за 2-3 дена комплетно ќе подобриме ситуацијата. Исто така во општина Пробишти имаше проблеми и со изгубувањето на сметот, но сега потешкотиите се нормализирани. Имаше проблеми и во изнесувањето на сметот, беше нарушен, така да кажем, распоредот, односно поради замрзнатите улици и снегот, оние места што се повисоки и потешко достапни за нашите возила, распоредот беше испуштен со тоа што со стабилизирањето на временските услови, односно веќе минатата недела направивме вореден дополнителен распоред за воредно изнесување на смет. Се работеше во 2 смени од минатата среда и четврток па се до неделата и мислам дека тие проблеми во најголема мера успеавме да ги решиме, односно да ги спегламе тие нарушувања кои настанаа во распоредот за изнесување на смет. Што се однесува за Штип, екипите на јавното предпријатие ИСАР и од комунална хигиена и од водовод и канализација работат според програмата и ги решаваат сите проблеми и со сметот и со одмрзнувањето на цевките. Нема прогласена епидемија на овча сипаница во Кочани, Берово и Пехчево, тврди директорката на Центарот за јавно здравје Кочани Натка Карамфилова. Според Карамфилова нема регистрирано ниту еден случај на заболени од варичела во Кочани, а во Виница, Пехчево и Берово вкупната бројка изнесува 4 заболени. Ова информација доаѓа откако одредени медиуми објавија дека е прогласена епидемија на варичела во Кочани, Берово и Пехчево. Состојбата со овчите сипаници во Штипскиот регион е нормална, вери директорот на Центарот за јавно здравје Вели Грков. Имаат регистрирано повеќе случаи, но бројката не е драстично поголема во споредба со бројката од минатата година во овој период. Епидемиолозите велат дека подобро е децата оваа болест да ја прележат, отколку на повозрасни години кога се и можни здравствени компликации. Екстерното тестирање за матурантите ќе се спроведе од 30 јануари до 3 февруари. Гледачите од источниот регион најмногу се информирале за настаните на регионалната телевизија Ирис во 4-тиот квартал на минатата година. Најгледани се вестите, дебатните емисии и филмската и документарна програма. Телевизија Ирис е најгледана регионална телевизиска станица во источниот регион во 4-тиот квартал на минатата година, се вели во извештајот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е објавен на нивната веб страница. Тоа значи дека телевизија Ирис била најгледана во периодот на предвремените парламентарни избори,
Граѓаните го вклучувале нашиот канал за да точно и вистинато се информираат не само за изборите, туку и за останатите настани во вестите на телевизија Ирис во 17, 20 и 23 часот и во дебатните емисии отворено на тема. Според податоците, регионалната телевизија Ирис има 3,61% удел во гледаноста во регионот, а 0,32% удел во вкупниот број на канали што ги навеле испитаниците од територијата на Република Македонија. Односно, ова е удел во вкупната гледаност. Гледачите најмногу телевизија Ирис ја гледаат во попладневните часови, а најголем процент е во периодот од 17 до 23 часот, кога на програмата се емитуваат вести, дебатни емисии, документарна и филмска програма. Телевизија Ирис зрачи на територија на општините на целиот источен регион, или познат како Брегалнички регион, а исто така за настаните од овој регион од нашата веб страница и од стримингот се информираат и селениците на сите континенти. Денеска е Водокрст, ден пред големиот христијански празник Богојавление. Црквата пропишува строг пост за верниците. Утре во храмовите ќе се служат литургии, ќе се лицитира Светиот крст, а потоа и ќе се одржи церемонијата на фрлање на крстот во светените води. Ден пред големиот христијански празник Богојавление е Водокрст. Во православните храмови се служат литургии и се читаат царски часови. Црквата на овој ден за верниците пропишува строг пост. Свештениците ги осветуваат домовите на верниците. На Водокрст, како што реков, е строг пост и обичај, барем во Штип, кај нашите стари, кај бабите беше дојка свештеникот не дојде со светената вода во домот, тие воопшто не вкусуваа ништо, туку прво што ќе вкусате од светата вода, бидејќи осветената вода има и чудотворно дејство за сите они што веруваат во тоа, они што не веруваат нема никакво дејство. Така да строг пост значи во тој ден се пости за крстот без масло. Православните верници утре го слават празникот Богојавление, поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован. Празникот се нарекува уште и Водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Утре во храмовите ќе се служи света литургија. Централната е во соборниот храм Свети Никола, со која ќе началствува митрополитот Брегалнички Иларион. По лицитирањето на честниот крст, верниците ќе се упатат кон мостот на Брегалница, каде ќе се одржи церемонијата на фрлање на крстот. После лицитирањето на крстот од соборниот храм Свети Никола, сите заедно во Литија ќе тргнеме кон реката Брегалница, односно на мостот кај градинката Астимон. Точното време не можеме да го знаеме, бидејќи светата литургија си литургија, се читат молитви, ќе имаме и за приче, потоа се лицитира крстот и тоа значи дека сите оние кои што сакаат да присуствуваат и на фрлањето на крстот, да дојдат во храмот и сите заедно во Литија, како што личи, приличи на празникот, да отидеме кон реката Брегалница, бидејќи според правилата и прописите на Светата Црква, на самиот ден Богојавление, водосветот се прави на протични води, на езерски води, односно надвор од храмот. Во Штип Светиот крст се фрла на две локации, од мостот на Брегалница во Новосело и кај Астибовата градинка. До сега во Новоселската и градската црква во Штип за фаќање на крстот се пријавиле околу 40 на момчиња, кои ќе си ја испробаат среќата да го фатат крстот. Според верувањата, оној што ќе го фати крстот ќе биде среќен цела година. Традицијата на лицитирање на честниот крст потекнува многу одамна. Честниот крст што се лицитира во соборниот храм Свети Никола, според податоците, вели протоиерей Николче Ѓорѓев, е реставриран во 1834 година, што значи дека постоел уште многу порано пред да биде изграден храмот, што значи дека потекнува од времето кога постоела онаа мала црквичка или храм посветена на Свети Никола, наречена Сифиева црква. Јавното комунално предпријатие Македонски шуми го објави јавниот повик за набавка на техничко и огревно дрво за 2017 година. Граѓаните може да аплицираат електронски. Цената на огревните дрва останува непроменета. Како и секоја година, така и ова јавното предпријатие Македонски шуми се подготвува граѓаните навреме да ги снабди со огревно дрво. Купопродажните договори ќе се прават преку апликации, граѓаните можат да аплицираат електронски. Интензивно се припремаме за наредната година за
купопродажни договори за огревно дрво на граѓаните во Штип и на ниво на цела Македонија. Во тек се неколку постапки, како што граѓаните кои ги следат медиумите може да пронајдат 200, дека веќе имаме апликации кои се објавени на нашата веб страна, каде што граѓаните можат да аплицираат и да ги пополнуваат овие апликации. И од другата страна ние се припремаме со наши ресурси како нашите фази што се сеча, дотур и транспорт, каде што во постапка се јавни набавки, односно имаме тендери за сеча и за дотур и имаме тендери за превоз. Но немаме некои големи измени во целата оваа процедура, но најбитно на граѓаните да им соопштиме дека цената за огревно дрво ќе биде исто како и лани. Значи си задржуваме старата цена, тоа е 2400 денара за метр просторни буково дрво, а за 100 денара е дабовото дрво плюс. Штипската подружница Серта успешно го доставуваше огревното дрво за оваа зимска сезона до домовите на граѓаните. И оваа година екипираноста е добра. Каланската година бевме на едно многу висок степен на развој и организација. Граѓаните не почувствуваа дека имаме некоја криза, не дозволивме да ни се случи претходната година кога имавме криза. Значи, добро сме организирани, убаво сме екипирани и се надеваме дека и оваа година ќе бидеме на ниво и на потребите на граѓаните да ги задоволиме со огревно дрво. Најважно за граѓаните е тоа што огревното дрво за идната зимска сезона нема да поскапува. Инаку Серта на Плачковица ќе сече 3000 метри просторни дрва, а остатокот за потребите на граѓаните ќе го набавува преку шумските подружници. Екстерното тестирање за матурантите ќе се спроведе од 30 јануари до 3 февруари. 3 дена пред тестирањето ќе знаат по кој предмет ќе им се проверува знаењето. Екстерното тестирање за средношколците од завршните години ќе се реализира од 30 јануари до 3 февруари. Маја Шкилва, советник за образование во општина Штип, вели дека поради продолжувањето на зимскиот распуст, матурантите ќе полагаат токму во овој период. Промената на датумот за екстерното тестирање е по препорака на Министерството за образование и наука поради продолжувањето на зимскиот распуст. Во оваа сесија на екстерни проверки ќе бидат опфатени вкупно околу 540 ученика од нашата општина. Една недела пред тестирањето учениците ќе добијат информации за деновите на тестирањето, а 3 дена пред тестирањето ќе бидат објавени и предметите по кои ќе бидат проверувани. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 7 февруари 2017 година. 3 дена пред екстерното тестирање, Државниот испитен центар ќе објави кој средношколец и кога ќе биде тестиран, односно ќе му се проверува знаењето стекнато по одреден предмет. Засега во мерување е ставено казнувањето и наградувањето на наставниците, а оценката единица не се запишува во свидетелството, односно во крајниот успех на ученикот. Инаку екстерното тестирање минатата година беше најкритикувано од страна на учениците и наставниците, бидејќи како што велат, им создава стрес. Во продолжение одиме со соопштение од менаџментот на телевизија Ирис. Менаџментот на телевизија Ирис жали за случајот од 16 јануари 2017 година, што се случил во просториите на телевизијата. Случајот ќе биде предмет на разгледување и по утврдување на фактите ќе бидат превземени соодветни мерки. Менаџментот го осудува секој чин на насилство. Воедно потенцираме дека однесувањето на било кој од вработените во просториите на телевизијата за време на работата е нивна лична одговорност. Генерален став на менаџментот е респект и почит кон сите наши соработници и воопшто кон сите странки и луѓе што доаѓаат во телевизијата. Менаџментот жали што настанот се случил со вработена од кабинетот на градоначалникот на општина Штип, бидејќи досега секогаш сме имале безпрекорно разбирање и соработка со сите вработени од општината и сметаме дека сите несогласувања и недоразбирања може да се решат на миролюбив и човечен начин.
Коментарите на Македонија обезбедија пласман за осми на финалните борби по нерешениот резултат помеѓу Словенија и Тунис. Вечерва следува наста против Шпанија, а утре со Исланд ќе се заокружи групната фаза. Селекцијата на Словенија во последните секунди од преворот против Тунис постигна гол за изравнување на резултатот на 28-28, со што официјално отвори осми на финалната врата за Македонија. Во групата Б, од четвртото коло остана уште средбата во кој селекцијата на Македонија веќе вечерва ќе се сретне со Шпанија. Интересно ќе биде дали селекторот Лино Червар ќе започне со полна парија и со стандардниот состав или пак на мечот ќе ги штеди и шансам ќе ги даде на резервистите. Петтото и последно коло од групната фаза Македонија ќе го заокружи утре четврток, која ќе се сретне со селекцијата на Исланд. Во останатите две средби од оваа група ќе играат Тунис Ангола и Шпанија Словенија. Вечерва ќе се одиграат полуфиналните средби во рамки на турнирот во мал фудбал Водици 2017. Утре четврток ќе се одиграат финалните надпревари, по што ќе се добие победникот на овој традиционален турнир. Со одигрување на 4 средби, синоќ во спортската сала на основното училиште Тош Арцов се добија полуфиналистите на турнир во мал фудбал Водици 2017. При тоа се постигнаа следните резултати. Дани Черења 3:0, Руски кафе Стистайл 1:2, СВР Штип Виртуози 4:0 и Општина Штип Кижовица во регуларниот тек надпревар заврши со резултат 2:2 на пенали 4:6 победа на екипата на Кижовица. Денес се издуши жребката за полуфиналните парови во кој вечерва се среќаваат. Во 18 часот ќе играат Кежовица и Т-Стайл, а од 18 часот и 45 минути СВР Штип Дани. Утре четврток, по завршниот церемонијал на фрлањето на крстот во река Брегалница, околу 12 часот и 30 минути ќе се одигра на превару за трето место, а веднаш потоа ќе се одигра финалниот меч, по што ќе следи завршниот церемонијал со доделување на пригодни награди на најдобрите. Со информациите од спортот ги одјавуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.